Почитувам председателя на Македонско-бугарската стопанска комора Кирил Лазаров, почитувам председател на Бугарско-македонската трговска индустријска палата господин Пламен Павлов, почитуван висок представник од Булгар Трансгаз, кој што е денеска овде, почитувани представници на нашите институции кои што ги гледам, председатели на регулаторна комисија, членови на регулаторната кои што се со нас, представници на национални енергетски ресурси, господине амбасадори, ни правите чест со вашето присуство овде. Дел од вашата мисија е тоа да го напредиме економската соработка, секако деловни луѓе кои што се со нас, председателот на комората на Северозападна Македонија, председателот на Македонско-турската комора господинот Ајдован кои што се присутни, деловни луѓе, представници на институциите. Мене ми подготви еден говор, но јас темата ја владеам заради тоа што искрено сум насочен на оваа тема. Работам со многу луѓе на спецификата на конечната проблематика, односно конкретната проблематика која што денеска ќе ја зборуваме секако, но би сакал да се осврнам на нешто што исто така е важно, а наша должност е секогаш да го повтараме. Република Северна Македонија има многу пријатели. Денеска е пријател со сите, но еден од најголемите, најискрените пријатели е Република Бугарија. Македонците и бугарите се братски народи. И тоа се мои ставови и низ историјата и денеска, а можноста која што остваривме низ договорот за пријателство, добрососедство и соработка, со кој што го постигнавме 2017 година, навистина е и обврска да тоа и на дело го покажуваме секогаш и во секој момент кога и да можеме. Во моментот се реализираат огромни инфраструктурни проекти кои што ги поврзуваат нашите две земји. Вкупно ние имаме обезбедено и алоцирано 607 милиони евра пари за коридорот 8 само за железничката пруга. Во вредност од 60 милиони евра, две делници поединечно се изградува експресниот пат Куманово-бугарска граница, кој што навистина треба да ја направи поврзаноста помеѓу нашите два главни града, Скопје и Софија, многу побрза, поефикасна и попримамлива. Во моментот таа одвраќа. Кога ќе тргнете од Скопје према Софија или од Софија према Скопје, тоа не е баш толку пријатно чувство за патување. Тоа мораме да го промениме. Секако работиме на граничните премини и тоа од двете страни. Едниот граничен премин е Клепало кај Берово, кој што го работиме, и другиот е Симитли, кој што се работи од двете страни. Тоа се интензивни проекти, некаде имаме целосно проширување на нови делници и од бугарска страна, кај наш имаме до асфалтирање и до екипирање. Целта е да направиме поврзаноста колку што е можно да биде поголема. Она кое што сакам да го знаете е дека растот на трговската соработка 2018 година е 12%. Ки разборуваше за тоа, тоа е многу малку. И ние не смееме да бидеме задоволни со толку. Има толку голем потенцијал. Јас сум многу благодарен што на стопанските комори, на деловните луѓе, ја земат палката во своји раце и сака да направат нешто повеќе. Ние сме тука, гледате како политичари сме блиски. Пред 2 дена бевме заедно со премиерот Борисов на носачот на авиони Хари Труман на Средоземното море, кој што навистина како дел од НАТО е гаранција за безбедноста не само на нашиот континент, туку и на азискиот, а и на афричкиот континент, каде што заедно действуваат нашите сили. Целта беше дека навистина и НАТО уште повеќе не сближува, заради тоа што деловните луѓе знаат дека најминимум нешто неопходно за да развиваат свој бизнис и деловни активности е мир, стабилност, безбедност и сигурност. Тоа е обезбедено. Договорот за пријателство и соработка и добрососедство со Република Бугарија навистина ги испрати сериозните пораки на помош од еден сосед, од еден пријател на нашата земја во постигањето на нашите стратешки цели, а тоа е членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија. Бугарија, преку својот премиер, преку својот министер за надворешни работи, своите представници во парламентот е авангардата во промоцијата и борбата за нашите интегративни процеси. Јас секогаш тоа го повтарам и не треба да го заборавиме. Мала земја сме, пријателите ни се секогаш тука, но многу ретко се гласни кога треба да се борат за нешто кое што Република Македонија, Република Северна Македонија сега треба да го конечно постигне. Ние сме 15 години земја кандидат за членство во Европската Унија и навистина борбата во Европскиот совет
и минатиот јуни и сега во октомври на премиерот Борисов, но и на министерката Захариева на ГАК беше видлива и признаена од сите. Ова го кажувам како еден политички амбиент за да деловните луѓе, бизнисмените навистина се чувствувате свој на своето. Стварно сме пријателски земји. Јас можам да кажем дека последните 2,5 години Република Северна Македонија е пријател со сите своји соседи. Но Бугарија го преземе првиот чекор, Бугарија подаде раката, тогаш кога беше најтешко, и сето тоа ние најмалку што треба да го возвратиме е возголемувањето на нашата соработка од секаков аспект, а секако најпосакуван за сите е економскиот аспект. Затоа што тој е опиплив. Тој се вреднува, значи стандард, значи поголем квалитет на живот на граѓаните од двете страни на границата. Така да 12% пораст на трговијата не треба да биде задоволително. Ја чекаме 2019 да заврши, па да видиме колку ќе биде 2019. Јас верувам дека таа се напредува, но можам само да спомнам најмалку 6 нови инвестиции од Република Бугарија кои што се случуваат во Република Северна Македонија, и тоа се квалитетни инвестиции. Едната, две само ќе кажам, во Струмичкиот регион каде што живеам. Едната е новиот собственик, е навистина бугарски државјанин и бугарски капитал на бившиот објект на Агрокор, кој што го купи и се однесува на Севкупна организација на земјоделското производство, но и истиот тој чека исто газ природен. Тој го има компресиран во Струмица, но ја чека цевката да дојде. Другата инвестиција е едно партнерство кое што се има случајно помеѓу бугарски инвеститори и грчки и српски и македонски, заедно во медикал канабис како нова дејност која што се отвара, и таа е една друга инвестиција, но имаме сериозни подготовки за сериозни големи енергетски објекти кои што сакаат да се инвестираат во нашата земја, поврзани со сегашните енергетски објекти. Дел почнуваат да се реализираат, дел се во планови во иднина да се реализираат, а дел се во сите тие нови енергетски проекти кои што ги развиваме како држава, од традиционалните модели до обновливите извори на енергија и сето тоа што представува потенцијал за профитабилност на инвестициите, но секако за нашата земја производство на електрична енергија која што ни е важно. Пред да почнем да поминам на моје обраќање токму на делот на интерконекторот помеѓу Петрич и Бугарија, кој што и за мене како Зоран Заев, поранешен градоначалник на Струмица, една визија, една голема значајна работа и на поврзување помеѓу двете земји, но и на гасификација на целиот тој југоисточен регион од Република Северна Македонија, но и како председател на владата, истовремено согласно националните стратегии, тоа е една од стратешките приоритети во гасификацијата на нашата земја. Ние досега добиваме единствено секако газ од Бугарија и ќе зборам за тоа, сакам да знаете дека правиме напори да бидеме интегрирани на енергетскиот електричен пазар, заради тоа што берзанското работење треба да го искористиме со тоа што Бугарија го има како потенцијал, меѓусебната крос-бордер ценовна политика која што имаме да работи да ги намалиме трошоците за конечните потрошувачи на електричната енергија, да си помагаме и во моментот сме вклучени во развојните планови на Република Бугарија околу нуклеарната централа, каде што како пријател и партнер будно ги следиме со поддршка сите развојни агенди кои што Република Бугарија ги создава во еден ваков огромен джиновски енергетски потенцијал, кој што е потенцијал не само за Република Бугарија, туку за целиот овој наш регион. И тука државата наша има донесено соодветни одлуки во поддршка и подкрепа на развојот на тој потенцијал. Секако правото е Република Бугарија, владата, парламентот и другите институции како ќе одлучат во кој правец да се движат работите. Но природниот газ, кој што е секојдневие и сериозен потенцијал за развој на Република Бугарија, допрва може да биде сериозен огромен потенцијал за развој на Република Северна Македонија. Ние инвестираме стотици милиони евра годишно за развој на националниот гасовод. Тој национален гасовод навистина се развива од постојниот гасовод кој што влегува од Република Бугарија, стар од 90-тите години, со огромен капацитет и доаѓа до Скопје, и тоа е единствениот национален гасовод кој што досега сме го имали. Сега национални енергетски ресурси развива целосно национална гасоводна мрежа, која што во моментот од Скопје е пуштена до Штип и до Клечовци, заборавив како се викаше, Клечовца? До Штип, од Клечовци до Штип, но истовремено продолжува према Неготино, Кавадарци, Прилеп и сме стигнати до Битола.
Вториот дел е Скопје, го развиваме покрај Скопје, Тетово, Гостивар и следната година продолжуваме према Кичево. Целта е да овој прстен целиот го затвориме и како што гледате, таму југоисточниот дел на државата е навистина планиран да се изгради еден интерконектор кој што ќе направи поврзаност на гасоводната мрежа која што оди Софија, Грција, буквално покрај Благоевград, Сандански и Петрич, каде што треба да донесеме гасоводен систем према Струмица и Струмичкиот регион, за да може да биде поврзан на исто така и на националниот гасовод, но и за развој на системите, веќе на така изградена национална гасоводна мрежа, на дотор на природен газ, на местата каде што не поминува национална цевка, тоа е со компресиран начин на природен газ или CNG-то, кое што веќе Струмица го користи во домакинствата и во јавните институции и во индустријата. Но наша конечна тенденција на вистина час поскоро да почнеме со комплетната реализација на овој национален гасовод. Јас имам досега одржано неколку состаноци. Благодарен сум на комората и верувам дека ќе искористиме првата работна прилика да дадеме сериозен инпут на практична имплементација на проектните документации и идното реализирање на овој национален гасовод. Инаку, договорот е потпишан на 1 август 2017 година, истиот ден кога го потпишавме и договорот за пријателство и добрососедство токму за овој интерконектор. Тоа беше потврдено и на владината седница помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, која што се одржа во Струмица, токму во делот на сите договори кои што беа потпишени, и овој проект за нас е од стратешко национално значење. Прво дава можност за втори извор на енергија, втора опција, и третата работа многу важна е двата заедно интерконектори се надоврзуваат на интерконекторот кој што се поврзува со ТАНАП или ТАП, Trans-Adriatic Pipeline, кој што доаѓа од Азербејџан, Бугарија и Грција поминува тука и ние тука се надоврзуваме, но ствара и одредена сериозна потенцијална можност за пристаништето во Пиреа и во Солун, каде што можеме лесно да допреме до исто така во моментот барем конкурентниот liquid natural gas или течниот природен газ, кој што доаѓа по доста конкурентни цени барем во моментот од Соединетите Американски држави, но и од сите страни од светот. Значи во моментот само единствениот избор кој што го добиваме точно доаѓа од Бугарија, но тоа е пред се преносен систем на гасот кој што доаѓа од Газпром од Руската Федерација. Да, преку него можеме да го добиваме и бугарскиот газ, кој што го има исто така, сепак, како и за секоја држава, така и за Бугарија, но така и за Република Северна Македонија, сите алтернативи на опционо снабдување со природен газ треба да ги искористиме до максимум. Ние добивме дополнителен и грант од некои 14 милиони евра или може и повеќе, беше, не се сеќавам дополнителна сумата, од Берлинскиот процес Вестер Балкан Инвестмент фонд, каде што сака да го допрецизираме интерконекторот на поврзувањето со Trans-Adriatic Pipeline преку гасот со Грција и целото тоа ствара една убава мрежа која што може да значи и повратни вентили на снабдување на газ во било какви енергетски тешкоти, недостатоци на енергенс или слично, кое што не само што осигурува стабилен газ за Република Северна Македонија за сите нејзини корисници, туку тоа го возможува и за корисниците во Република Бугарија. Така да, покрај тоа што како претседател на владата имам сериозен интерес за овој сериозен инфраструктурен проект кој што треба да го реализираме од заедничка страна, од двете страни, и од Република Северна Македонија и од Република Бугарија, јас и како граѓанин на Струмица, јас сум жител на Струмица, таму живеам, таму е моето семејство, секако политичките функции се дури и времени, на крајот на денот, каде и да одите, велат, треба дома пак да се вратите, и би сакал дури лично овој стратешки инфраструктурен проект, кој што е стратешки прво за Струмица и за Струмичкиот регион, кој што има сериозни потенцијали на потрошувачка, веднаш се надоврзува за цела држава Република Северна Македонија, да биде потенцијал на користење и верувам дека ќе искористиме првата можност како покрај нашите две комори кои што ви инициираат ова прашање, така и ние на политичко ниво, да му дадеме значење, да лоцираме сериозни средства, да формираме едно јавно предпријатие заедничко мешовито помеѓу двете страни и да му дадеме задача да почне со имплементација на реализацијата на таквиот проект. Јас сум благодарен што имаме веќе компании од Бугарија кои што работат на целата сериозна документација. Дел од нив веќе понудија
и сериозно финансирање од Црноморската банка. Мислам дека така се вика самата банка, за да го изфинансира вака енергетскиот проект. Ние сме целосно расположени за тоа да го реализираме, заради тоа што веруваме дека носи придобивки на сите. Јас ќе го кажам само потенцијалот на Струмичката котлина. Струмичката котлина само за извоз произведува 130 милиони евра земеделски производи и тоа рано градинарски производи кои што излегуваат надвор. Ако би имале ефтин енергенс, тоа да го направат еден месец порано или 2 месеци порано, тоа значи голема конкурентност на тие земеделски производи, сериозен потенцијал за профитабилност и одржлив развој на така драгоцената дејност производство на храна, која што на Балканот треба да ја сочуваме, ако гледаме во Западна Европа какви последици предизвикала кога луѓето се откажувале од земјоделието. Но и целата индустрија, од лесната до тешката индустрија, во целиот тој регион е сериозен потрошувач и потенцијал за користење на природниот газ. Во Струмица во моментот има приклучени на природен газ повеќе од 350 домакинства, 17 фабрики, сите детски градинки, школи и слично се приклучени и природниот газ го носиме ние од Бугарија по пат на компресирање и имаме декомпресијска станица во Струмица кој што го декомпресира и го пушта во мрежата. Гасот го има достапен низ целиот град и во сите индустријски зони. Имаме развиена гасоводна мрежа. Почетокот на 2010 година е ставена во функција, таа функционира одлично и прекрасно. Сега колку голем би бил потенцијалот ако имаме цевка. Тогаш навистина се отвараат огромни можности за развој на целиот овој регион. Од тука нашите национални стратегии изработени преку Академијата за науки и уметности на Република Северна Македонија покажуваат дека токму од овде преку цевка носењето на газ во Струмичкиот регион значи можност за компресирање на гасот токму во Струмица и негова дистрибуција до Богданци, до Валандово, до Дојран, до Радовиш, до Берово, до целиот овој регион, кој што представува исто така сериозен потенцијал за развој. Ако природниот газ го имаме се повеќе и повеќе во регионот, а така и во државата, тоа значи поголема конкурентност на било кој производ што го произведуваме и многу важниот дел, еколошкиот дел. Еколошкиот дел природниот газ го гарантира многу повеќе и тоа во огромни проценти повеќе од било кој друг енергенс, како што е јагленот, како што е, не знам, сите други нафтата, мазутот или било кој други енергенси. Гледаме во зимно време и овде во Скопје, а бога ми гледам и во Софија, колку е значајно да ги отклонуваме сите загадувачи на воздухот, оти на крајот на денот здравјето навистина ни е најважно на сите. Следниот состанок го имам со премиерот Борисов веќе закажано околу Нова година или за божикните празници, каде што ќе поминеме буквално ден до два заедно за разговори и на политички теми, како перспективи за целиот регион, но најповеќе на економски теми. И ова иницијатива која што доаѓа од двете комори е добре дојдена, за да може навистина да извадиме на површина одредени ангажмани кои што би биле значајни за унапредувањето на економската соработка помеѓу двете земји. И навистина јас како премиер не би бил до крај успешен ако не покажам дека навистина во периодот кој што е пред нас можеме да стигнеме барем 1 милиарда евра трговска соработка. Не сме толку далеку, можеме тоа да го направиме, но тоа не се постигнува со договори. Тоа не е ни со пријателството возможно, тоа не е возможно ни со братството, не е возможно ни со ништо. Тоа е можно само со бизнис. Само со профитот, кој што знае да движи, тој профит ако доволно мотивира приватниот сектор да инвестира, тогаш во такви околности е возможно и да порасне трговијата помеѓу двете земји. Сакам да искористам секако приликата, сите деловни луѓе, институции кои што се овде, да ги охрабрам, да го искористат потенцијалот на одличната и огромна соработка помеѓу нашите две земји. Тој постои, го има и ќе трае. Ќе трае низ годините, тоа значи бизнисмените да се впуштат, да најдат во него профит. Државите ќе добијат работни места, државите ќе добијат дополнително производство, дополнителна трговија и секако дополнително зближување во делот на соработките помеѓу двете земји и двата народи. Од тој аспект, навистина сум благодарен за оваа иницијатива која што е организирана, лично како претседател, тука и мојот советник за енергетика Митко Андреевски, кој што во мене го направи вдахновението за природниот газ во тоа време како градоначалник.
сугерирајќи дека треба да го направиме чекорот, па годинице пред нас, чекор по чекор, да ги правиме работите. Тоа е од секогаш еден од најголемите поборници на гасификацијата и на државата, но почнавме од Струмичкиот регион, па и Кумановскиот регион во тоа време, па и Цевка до Крива Паланка, каде што стига. Јас верувам дека ќе имаме и здравје и среќа дадена пред се од нашиот народ, оти ние сме пред избори, да ги продолжиме имплементациите на ваквите проекти, заради тоа што тие остануваат после тоа вековиште, како инфраструктура и сериозен потенцијал кој што носи повисок економски стандард на граѓаните за кои што работиме и им служиме. Ви благодарам уште еднаш на двете комори, благодарам на институциите кои што се денеска дојдени овде да соработуваме, благодарам и на вас, амбасадоре, се што правите, да го искористиме секој мегдан да го напредиме соработката помеѓу двете земји. Сакам силно да ве уверам дека нашата страна, а сигурен сум и бугарската страна, ќе имат сериозен фокус, енергија, насоченост и алокација на сериозни ресурси кои што ќе значат унапредување на соработката помеѓу двете земји. Ви благодарам на сите.